Благодарам, председателе. Повторно јас со програмата на Велимир Смилевски, тој со најголемата лага. Со најголемата лага во историјата на Бутел. Гасификација во општина Бутел, поликлиника во Бутел, индустријска зона во Визбегово помош, небитно, воведување на парно грејење на територија на општина Бутел, изградба на градинка во Расадник, пренамена за детска градинка во Љубанци, пренамена за основно училиште во Визбегово, водовод во Љубот и не да не ви читам понатак. Вака ли ќе ја направите полициската станица? Ништо од ова не е реализирано, вие ќе реализирате полициска станица. И што е најинтересно, не му е во програмата на Велимир полициската станица, меѓутоа вие стекнувате како потреба, ама некако тешко да ја реализирате, бидејќи на овој начин се одвиваат работите. Велите немате одговор на одредени прашања, меѓутоа мене тоа ми личи на одбегнување на дискусија. За вас дневна политика ви се криминалците што ви хараат низ Бутел? Овие покотници кои што ги набројав се вистина и се реалност. Избоденото дете со нож беше реалност. Тоа порано не се случуваше. Еве, дајте ми еден пример дека во Бутел имало избодено дете со нож. Повелете, имате време да се брифирате и кажете ми го тоа. Спомнувате полициски станици на територија на Македонија. Не, денеска зборуваме за Бутел во овој момент и додека се вака се малтретирате на некој начин да објаснувате некои работи што тешко се објаснуваат, бидејќи фактите говорат, фактите се многу јасни. Јас би ве замолил, бидејќи нели немате слух денеска да прифатите да направите полициска станица, да го прифатите амандманот, соберете си ги криминалците од Бутел.